Почитувани, Либерално-демократската младина активно се вклучува во проектот Субвенционирање студентски оброк и други студентски потреби, што владата го усвои на крајот на месец јануари оваа година, а се очекува до крајот на месец мај целосно да го дефинира како концепт. До владата и до Министерството за образование ќе доставиме конкретно разработен предлог кој очекуваме дека ќе биде земен во предвид, односно ќе биде основа за целосно дефинирање на проектот кој ќе значи конкретна помош и поддршка на студентите. Според нашиот предлог, во првата фаза, проектот Субвенциониран студентски оброк и други студентски потреби ќе предвидува можност за субвенционирање на здрав оброк и стручна литература. На овој начин, студентите за значително пониска цена ќе можат да се хранат во рестораните, кои ќе потпишат договор со Министерството за образование за субвенционирање на студентскиот оброк. Субвенционирани ќе бидат само здравите оброци, а од пакетот ќе бидат исклучени газираните пијалаци и брзата храна. На ист принцип ќе се обезбеди субвенционирање на стручната литература, која што е значителен трошок за секој студент. Право на субвенциониран оброк и на субвенционирана стручна литература ќе имаат редовните студенти на додипломски студии на државните и приватните универзитети во Република Македонија, кои се државјани на Република Македонија и ќе се регистрираат во системот на универзитетот. Регистрирањето би се вршало по периодот на запишување на секоја студентска година преку пријавување на телефонскиот број што студентот активно го користи и негово внесување во системот на универзитетот. Согласно нашата идеја, плаќањето би се вршало на два начини и тоа: преку мобилен телефон или преку дигитална картичка. Субвенционираниот износ до одредена сума на денари, која што ќе утврди владата по спроведена анализа, ќе биде натовар на државата и ќе се плаќа на давателите на услуги кои што услужиле студент на почетокот на тековниот месец за претходниот месец по изготвена фактура од нивна страна, доставена до Министерството за образование и наука. Оваа можност студентите ќе имаат право да ја користат од понеделник до петок во одреден период од денот, например од 8 часот наутро до 20 часот навечер, и ваквата поволност нема да важи за време на зимскиот и летниот распуст и за време на неработни денови. Почитувани, Либерално-демократската младина активно ќе го следи процесот на реализирање на сите политики што значат унапредување на студентскиот стандард. Истовремено ги повикуваме сите оние кои што имаат конкретни идеи и предлози за унапредување на статусот на студентите да ни се придружат и да дадат придонес во подготвувањето на идните политики и иницијативи. Ви благодарам.